Најмила, со тебе би да пробам, до крај на света одам. Со тебе се ми е коцка, знам, после тебе нема што да изгубам. Со тебе би да пробам, до крај на света одам. Со тебе се ми е коцка, знам, после тебе нема што да изгубам. Денес во Бекстејдж имам двајца преубави гости. Иван Јованов во никогаш поубаво друштво од ова што го гледате во неговиот скут или во неговите раце. Иван, добре дојде во Бекстејдж, да. Тато, добре дојдовме во Бекстејдж? Да. Ова е прв јавен настап на Нија, така? Токму така, прв јавен настап на Нија. И покажува афинитети и да биде водителка, и тоа ми се допаѓа. Да, секако пееме дома, сите песнички ги пееме, барем мелодијата, уште со текстот сме слаби, ама напредуваме. Што се смени во твојот живот откако дојде ова преубаво суштество и ти го разубаве, предпоставувам, но нели некогаш знае да биде и напорно. Еве и љубопитна ја гледам. Точно, ја бара мама моментално додека снимаме. Во мојот живот ова е најубавото нешто што се случило. Промената е во позитива, повелетата. Кај ќе одиш? Каде? Каде сака да оди? Мајка и пред малку спомена дека не јаде сладко, па моравме да ја дадеме малку смукички. Е така. На маса за да можеме да си правиме муабет. Добро. Дали можеш да процениш што и треба моментално? Моментално ја бара мајка и 90%, еве го види и Чичкој, сега се радува за Чичкој. Се што Чиче баш сега најде да дојде. Чиче дојде во право време. Чекај ќе ја пуштам. Пуштиме ли кај Чиче малку? Ајде да ни дораскаже. Оде кај Чиче. Важно ми е дека гледачите на Бекстејдж успеа да ја видат Нија. Ајде сега поспоро поопуштено. После овој преубав створ, наречен Керка, за татко нешто најубаво, според мене. Од тој ден понатаму позитива, разиграност во домот, малце растурено, но се трпи, она треба да е среќна. Не пазиме многу на тоа се да е стерилно. Внимаваме на неа највеќе што можеме, бидејќи на почетокот се паѓаше од кревет, нормално на секој еднаш му паднало. Многу беше, како да кажам, немирна, но со тек на време, како почна да збори, како почна да оди, сите работи, иако викаат дека е потешко, нас мислам дека не беше полесно. Се снаоѓаме одлично со Ивана. Во овој момент, како што можете да приметите, шета по масите и се држи со сите. Ми кажа дека е дружелюбива, така оф рекорд кога се договаравме да седнеме овде. Апсолутно. Ке шета по масите со сите, ке си прави здраво, еве тата. Сакаш ке тато? Да. Тука? Кај сакаш? Ајде. Тука да седиш? Иван, кажи ми, какво бебенце и какво детенце сега веќе е Нија? Дали беше од почеток дисциплинирана, да кажам, на време спиење, јадење или едноставно беше хаотично кога дојде на свет? Дисциплината и ја створи мајка и благодариме за тоа. Ивана е прекрасна мајка што сакаш уште во старт да воспостави ред на се околу неа и во домот. Така да она го воспостави тој ред, бидејќи јас нели редовно по настапи и немав толку време да поминам со неа, но целото моје слободно време преку денот го поминував со неа. Сега ни е полесно бидејќи е во градинка. Но како што можете да видите, едно слекно израснато дете во кафич и ресторан, дружелюбиво и баш ме е мило што е така, што не е како што викаат намкер дете да бега од сите и да не ќе да се држи. Најмила, со тебе би да пробам, до крај на света одам. Со тебе се ми е коцка, знам, после тебе нема што да изгубам. Со тебе би да пробам, до крај на света одам. Застанавме на моето прашање, какво детенце е Нија, што јаде, што не јаде, какви се навиките, како изгледа ваш ден во семејството со неа? Еден наш ден изгледа, чекаме ние да стане наутро. Ранобудник е? А не е ранобудник, да ви кажам, тоа е на мајка и си поспива. Си поспива? Да, си поспива од 9, некогаш знае во 10 да ја однесеме во градинка. Тато станува со неа, бидејќи ја носи со кола, иако е блиску, за да не е ладно, бидејќи е презагаден воздухот. И ја спрема, ја пресоплекува, ја облекува во нови алишта и го спрема ранчето. Тргнуваме во градинка, пееме по пат или кажуваме некои работи за да не плачеме додека ја превземаат учителките. Иако се прекрасни, но она си ја сака само својата и доколку ја земе незината учителка, е срекна и не плачеме. Ја оставаме ние во градинка, ја земаме во 3:30, стигнуваме дома. Секој ден го бараме Чиче и ја бараме
бебе, тоа е Илина, керкичката на мојот брат. Сега кога сме кај Чиче, морам да те прекинам, да ја видов дека покажа некоја неопислива радост кога Чичко се појави и стои стрина, така се викаше на Чичко да стрина. И нивното детенце кое што е малку помало во возраст од Нија, како реагираше кога дојде на свет? Незината прва братучетка, така? Да, прва братучетка, јас бев искрено многу изненаден колку е она внимателна кога се приближува кон неа, бидејќи она е многу нападна со играчките, со мали бебиња играчки, но кога дојде она уште како бебе, не беше толку внимателно, дури ќе крене вака рачињата, вика бебе, бебе. И само внимателно ќе ја гушне, ќе ја допре, тата. Така ли е? Дали ние многу ја сака првата братучетка? Се радуваш за на Чиче детето? Ја сакаш Илина? Да. Браво, тата. Дали сака да се игра во игротека или пак ја шеткате? Какви се навиките во однос на дружење со други луѓе? Ако мене ова интервју ми е многу убаво, ако има врескање, нека има, децата се за тоа. Вака, ние во игротеки се снаоѓа одлично, но малци имаме проблем кога некој сака да иземе нешто, што имаме проблем да делиме, не толку со девојчиња колку со машки и знае некого да скубне, да го потчукне, ама се бориме против тоа и мислам дека сме во добар процес, дека за краток период ќе почнеме да делиме работи и со машките, не само со девојчиња. Кажи ми, Иван, колку тебе те промени тоа што на свет дојде Нија? Дали се сметаш себе си за поодговорен човек? Дали некој работи едноставно? Дали едноставно погледот на светот, на општеството, на случувањата ти е поинаков откако си родител? Да, кога стануваш родител, дури ти се Господ ти дава некои нови, како да кажам, сили за да имаш визија за што понатаму во животот, да си посигурен во одлуките, да носиш стабилни одлуки во прашање кога се наоѓа семејството и твоето дете, размислуваш за многу повеќе работи што не се размислува пред тоа, размислуваш што се случува во државата, што се случува во градинките, во образованието, како понатаму и мислам дека тука најчесто родителите доаѓаат до проблем каде се наоѓа нашата држава, каква е нивната работна позиција, и тука настануваат сите проблеми дали да се заминеме од држава или не. Фала му на Господ, јас имам стабилна и многу добра работа што си ја сакам и мислам дека ќе си останеме тука. И сега неизбежно ми е, иако е клише, прашањето, дали можеби ние бара братче или сестриче? Ние секако дека ќе добија братче или сестриче, но во фаза на, како да кажам, растање сме и мислиме дека треба да порасне, да може да си го чува своето братче или сестриче. Сметате со супругата дека би требало малце поголема разлика да бидат двете деца? Да, малце поголема разлика. Мислам дека не грешам, мислам и дека другите родители го мислат истото, но секој си знае, нели, Господова работа, така да како сака Господ, така нека биде. Со тебе се ми е коцка, знам.